Да, знам дека е совршен избор на време. Моите ќе бидат надвор од градот, ќе имаме целата куќа за себе, ќе бидеме само јас и Итан, а тој ќе донесе свеќи за атмосферата. Само не знам дали сум подготвена за новата сезона на Игра на мечеви. Да се биде сексуално интимен, односно да се има било каков секс со друга личност, е многу посебно и неповторливо искуство, а чувството е најдобро кога е меѓу двајца кои длабоко се грижат еден за друг. Одлуката дали и кога е некој подготвен за секс е неизгодно прашање. Другите може би имаат мислење, но само двајцата кои се вклучени може да одговорат на прашањето. Кога носите одлука околу тоа, треба да размислите убаво. Например, какви чувства ти буди личноста со која размислувате да имате секс? Какви чувства има таа личност кон тебе? Дали другата личност е љубезна кон тебе? Дали те почитува? Дали ти посакува добри работи? Што мислиш, како ќе се чувствуваш по тоа? Дали ќе се чувствувате непријатно или ќе се чувствувате поблиски и погрижливи еден кон друг? Откако двајца ќе се согласат дека се подготвени, има уште работи за дискутирање. Важно е заедно да разговарате за вашите сексуални искуства. Ако било кој претходно имал секс, добро е да се тестирате за СПБ и ХИВ пред да имате заеднички однос. Исто така, важно е да зборувате за заштита. Дали ќе користите кондоми, пилули или двете? Од каде ќе ги набавите и кога? Сте разговарали ли за тоа што сакате и што не сакате да правите сексуално? Дали може да ги почитувате меѓусебните граници? Можете ли да се согласите да застанете на половина пат ако било кој од вас се чувства непријатно? Сексот може да донесе многу задоволство, но може да донесе и загриженост. Незаштитен секс може да доведе до загриженост за бременост или СПБ. Недоразбирањата за тоа што значи сексот за другата личност може да доведе до непријатност и повредени чувства. На многу места има и закони за тоа кој со кого може да има секс, особено ако едно лице е малолетно. И запомнете, само затоа што еднаш сте имале секс со некого, не значи дека сте се согласиле повторно. И само затоа што сте имале секс со една личност, не значи автоматски дека ќе имате секс со друга. Ваш избор е секој пат да кажете да или не. Значи, одговорот на дали сум подготвен може да биде да или не. Секој човек е различен и секоја врска е различна. Она што е најважно е да чекате додека не сте 100% комотни со вашата одлука. Животот е долг. Ќе дојде вашето време и кога ќе се случи, ќе бидете подготвени. Боже, беше прекрасно. Многу ми е мило што го направив тоа со Итан. Тој е одличен партнер. Останавме будни цела ноќ. И изгледавме целата сезона. Едноставно, не ми се верува дека треба толку долго да чекам до новата сезона. Не заборавај да ме посетиш на amaze.org или на мојот YouTube канал за повеќе. Чао!